братот на Нинџа, мислам дека беше негов сведок беше при изнесувањето на неговата одбрана, наведе дека приватен разговор имале, си разговарале за својата мајка. Сега некако ми виси. Вака. После тој разговор, значи Нинџа и Колјо, Александар Василевски и Никола Митревски, почнуваат да се јавуваат по луѓево, кои дел беа со маски, поголемиот дел со маски, помалиот без маски, и кои тргнаа према собранието и поголемиот дел од нив и влегоа внатре. Има и друг момент, што во 16:30 часот Никола Груевски му праќа порака на Трајко Велјановски дека од сигурни извори разбрал дека дента ќе биде биран нов председател на собранието. Така да, ако ги земаме сите овие работи, во некој случај и повеќе посредни докази укажуваат дека нешто се случило. И како се случило. И дека тоа не било разговор, приватен разговор. Така. Во која фаза ви е предистрагата околу организаторите, нарачателите, како таму ќе ги наречеме, не знам? Па мислам дека скоро ќе излеземе со наредба за истрага. Со наредба за истрага. Колку лица се осомничени? Се уште не се ни еден. Додека нема наредба за истрага, имаме моментално само еден. Само поранешниот директор, директор Владимир Атанасовски, да. Предпоставам дека ова би требало да значи дека јавноста ќе ги дознае нарачателите и организаторите. Да. Дали на некаков начин со ова треба да го поврзуваме, да ги поврзуваме на водите од одбраната на Нинџа, во која што наведе ситуации и лица, особено интересни за јавноста, беа присутните во седиштето на ВМРО ДПМНЕ во критичните часови на 27 април, пак ќе кажам, Нинџа тврдеше дека тие лица во тоа време биле таму, наведуваше дури и кој со кого и како коментирал. Вие комуницирал во првична изјава рековте ги проверуваме на водите на Нинџа. Дали во меѓувреме нешто од ова проверивте? Да, поголемиот дел е проверено. Затоа и ви реков, мислам дека во скоро време ќе излеземе со нова наредба за истрага. Значи, директно тоа што се случувало во седиштето на ВМРО ДПМН е поврзано со предистрагата што ја водите за нарачателите и организаторите. Добро, ова е нешто ново што прв пат го кажувате, се разбирам дека станува збор за предистрага и дека не можете многу детали да откриете.